што не искат да бидат българи. Па, да ви кажам, јас и онака имам непријатности. Немојте да мислите дека немам. Јас цел живот имам непријатности, но морам да признам дека не сум некој радоборен човек. Јас сум страшлив, сум повлечен. Јас пишувам, читам, имам книги многу напишано за овие работи. Има луѓе кои што и ме почитуваат од тие страни. Така што сега во последно време дури е и пријатно да сте во моја кожа, да видите како македонизмот се врти околу мене, гледа дека јас сум во право, како сакаат да ме наградуваат, да ме подкупуваат, но времињата се движат. Точно е, имам страв, страшлив сум, но вистината треба да се кажува, да речеме, како ако беше неразбирлива оваа омраза што се спомнуваше сега отворено, што ја кажува и така треба господја Дрангова за Ванчо Михајлов, да речеме, јас ќе ви кажам, еве, секој пат јас носам за вас некакви книги по некој нешто да ви да ви покажам од Скопје, да речеме, Цепенков избрани да, тој еден голем преродбеник возрожденец, нели? И еве во Силјан Штркот, една голема приказна, можеби најубавата во нашата, што веројатно и самиот вела дека ја напишал во нашата народна литература. Еве ми трага од луѓе, си рекол сам со себе Силјан. Арно, ами што знам јас што луѓе ќе бидат тие? Ако се бугари, арно, ќе се разберам. Ама ако се турци, или власи, или арнаути, како ќе се разберам за да зборувам. Значи, ова е објавено во Скопје. Го читаа сите деца. И потоа ќе ги лажат дека не е вистина тоа, а пишува дека е така. Во Македонија е на голема суматоха. Тие не може да сватат како умот им го мафтаат на луѓето, како им го мелат умот кај нас. Многу е тешко во Македонија. Промиват. Да. Сите овие Покорни сторвам. Молам. Повелите? Да, доволен сум од одговора. Треба да се доволен. Знаете, да речеме, сите овие 10 тома, сите се вътре, не само ова, българинот, евреинот и албанецот, българинот, турчинот и не знам влаот се сретнали, разбира се, българинот се најумене нешто во тоа. Најумене, разбира. Нели? Меѓутоа, како е можно сите 10 тома да бидат такви, и после тој да се казва дека тој не е българин, Цепенков. Како можат во негово име? Тие се големи фалсификати. Браќа Миладинови, как могат да... Сите до еден. Ами, Григор Прличев и целата плеяда възрожденци. Просто е жестоко. Мртвите не могат да се защитат, но останало техното завещание. Словото им. Разбира се. И исто на нашиот гледач, што му благодарам што се јави, еве имаме и нов, да им кажа, нека не мислат дека македонските писатели или интелектуалци дека не ја знаат вистината. Тие самите свесно фалсификуваат и на тој начин добиваа функции, награди, признанија и воопшто напредуваа во држава. И не им беше лошо. Но затоа Македонија ја доведоа до ситуација да биде, како што кажува Лембамов, до потполно уништување нејзино. Повелете. Господин Србински, да, повелете. Благодаря ви од срце за това, че за две легенди в българщината говорите, вас за Ванчо Михайлов и за Борис Дрангов. Но може би на самата госпожа Дрангова е неудобно да се каже за една трета легенда. Това е нейният баща Кирил Дрангов. Ако искате и можете, кажете поне две думи и за него. За кого да за баща ми да кажем. Ај, па, поверете, вие кажавте. Аз казах, че то не, времето е кратко. Баща ми е член резервен на Централния комитет на ВМРО, и което означава, че когато отсъства Иван Михайлов, го замества той. И сега даже излезе и в пресата нещо по въпроса, в архивите е намерено, но някакви снимки и някакви писма между двамата, които каза във вестника през месец, преди 3 седмици беше, при предаването на стария архив на МВР, на Държавния архив, че от тях става ясно, че Кирил Дрангов е заместника на Иван Михайлов. Господи Дрангова, дали ви се верува дека толку брзо замина времето за нашето предавање? Много бързо, като сън, като така, но... Ја знам дека ќе беше вака пријатно. Аз искам нещо да ти кажа, между другото, по повод за твоята смелост, или ти казваш, че не си смел. Ами аз, когато прочетох македонските Авгиеви щали, обори, превеждам го, защото щал е немска, доколкото ми е известно, аз бех изумена от твоя кураж. Откровено. Там пише за катарите, как
си стигнал мъчително до търсенето на своите корени, до това съзнание. И аз така просто ме побиха тръпки сега, като се сещам Ви благодарам за на това тие, време. да се надеваме дека ќе можат и българските читатели наскоро да ги читаат тие книги. Ви благодарам за вашето гостување, на нашите гледачи што не гледа стрпливо. Се надевам дека идниот пат ќе бидеме исто вака